Добар ден. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Почнуваме со насловите. Се зголеми црниот биланс од трагедијата во Кочани. 24-годишно момче им подлегна на тешките повреди. 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Таравари и официјално повеќе не е дел од вреди. Како ова ќе се одрази на владината коалиција? Ние ќе побараме од премиерот да го разгледаме договорот како коалиција. Дел од аналитичарите со став. Мислам дека е спротивно на целта на целите на владата. We don't have any problem that Bulgarian will become actually a part of our constitution and their rights to be protected. Ќе добие ли Македонија гаранции дека отворањето на уставот е последното билатерално барање во ЕУ процесот? Христијанските верници го одбележуваат Велики четврток. Граѓаните се жалат на поскапување во пресрет на великденските празници. И јајцата и месото се е покачено. Има покачување и на јагнешкото и на салатите. Алијанса на Арбен Таравари дефинитивно повеќе не е дел од вреди, но останува во владата. Дали овие турбуленции ќе се пресликаат и во владината коалиција, зависи од исходот на состанокот, кој што токму Таравари следните денови ќе го има со премиерот Мицкоски. Дел од аналитичарите потегот на Таравари го оценија како политички незрел. Андријана Лазова-Божиновска. И дефинитивно излезе од коалицијата вреди, но останува во владата. Арбен Таравари за Канал 5 вели дека неговото партнерство со другите три партии завршило. А дали тоа ќе повлече некакви други промени во однос на неговото учество во власта? Најави дека деновиве ќе разговара со премиерот Мицкоски за евентуална соработка со политичките ривали на вреди Дуи. Тој нема прецизен одговор, но според неговиот доскорешен партнер Касами, неговите планови нема да ги пореметат математиките на владиното мнозинство. Секако во новите околности ние ќе побараме од премиерот да го разгледаме договорот како коалиција. Другиот дел останува да се дискутира. Како би продолжил понатаму форматот на владата, ние како вреди секако дека ќе бараме да седнеме да разговараме уште еднаш за нашите позиции во владата. Дека владата е стабилна тврдат и од партијата знам, но сметаа дека на Таравари местото веќе не му е во владата. За оваа тема уште синоќа разговарале на извршен одбор на партијата. Секој кој што соработува за отворени или затворени врати со нереформираната ДУИ за движењето знам е неприфатлив да биде составен дел на партнерството во кое што учествува знам. Број 3. За движењето знам преверењата во вреди не се закана за владеачкото мнозинство. Политичкиот аналитичар Љузин Фаризи оценува дека по потегот на Таравари, владините коалициони партнери, ВМРО-ДПМН е трите партии од вреди и знам, сега треба да седнат на маса и да пресечат, без да чекаат да дојдат локалните избори на есен. Очигледно нешто го предомисли него. Така што излегувањето од коалицијата Влен, односно вреди, и неговата изјава дека ќе оди со сите политички партии, односно дека ќе соработува во вториот круг, тоа покажува не зрелен политички, ако тој продолжува во влада до локалните избори, а потоа коалиционира со Демократската унија за интеграција, односно ДУИ, тогаш мислам дека е спротивно на целта на целите на владата. Одлуката за настап на локалните избори со своји листи Таравари ја донесе завчера, а за истата тема вчера се состана и лидерите на останатите три партии од вреди. Според нив Таравари се само исклучил од коалицијата, но се уште немаат јасен став дали ќе бараат тој да биде отстранети од владата. Од влада за Канал 5 вела дека во овие моменти одлуките треба да се носат со ладна глава, но тврда дека и мнозинството и владата се стабилни. Не е спорно внесувањето на бугарите во уставот. Проблем е што постои можност тоа да не биде единственото барање поради кое се блокира нашиот евроинтегративен пат. Ова го порача заменик министерот за надворешни работи Димитровски. Од друга страна пак, подпредседателката на Бугарија Јотова отврли дека Бугарија поставува нови услови за процесот на членство на Македонија во ЕУ, освен оние предвидени со така наречениот француски предлог. Јован Ѓорговски.
Македонските власти се обидуваат барањата на нивниот евроинтегративен пат да ги представат како каприц на Бугарија. Обвини бугарската потпредседателка Илијана Јотова пред почетокот на конференцијата посветена на односите меѓу Европската унија и Западен Балкан во Софија. Според Јотова, Бугарија не поставувала дополнителни услови кон земјава и побара, како што кажа, преземените врски да бидат исполнети. Во обраќањето на конференцијата, таа се изјасни и против словенечко-германската иницијатива за промена на начинот на гласање во Европската унија. Тук съм и за да кажа отново позицията на България по отношение на Република Северна Македония, защото по моя преценка този дебат се изкривява, както тук в някои отношения в България, така за съжаление и на европейски терен. Има опит от страна на нашите колеги от Република Северна Македония да представят нормалните искания на България да се спазват европейските критерии, като определена прищявка едва ли не от страна на нашата страна и освен това се опитват да ги вкарат в рамките на двустранна блокада, което не е истина. Македонија нема проблем да ги вметне бугарите во уставот, но загрижени сме дека тоа нема да биде единственото барање по тоа, порача заменик министерот за надворешни работи Зоран Димитровски. We don't have any problem that Bulgarian will become actually a part of our constitution and their rights to be protected. So it has never been an issue. What we are afraid of that our process of accession to European Union will become strictly bilateral and will depend on the results of the work of the Commission on History and Education. Еврокомесарката за проширување Марта Коско е денеска и на средби со бугарскиот државен врв, иако не ја спомена директно Македонија во обраќањето на конференцијата, побара земјите од регионот да го искористат моментумот за проширување, иако како што самата посочи, барањата од унијата некогаш навлегуваат и во идентитетски прашања. Seizing the windows of opportunity requires leadership, strong leadership that embraces transformational reforms. It requires the ability to make difficult compromises. I know that often what we are asking is politically not easy. It touches established power structures. It challenges vested interests. Sometimes it touches on questions of identity and it demands a clear geopolitical orientation. Кос попладнево се сретни со бугарскиот претседател Румен Радев. На средбата, како што информира од неговиот кабинет, станало збори за Македонија, а Радев, како што е наведено, изразил надеж дека земјава ќе ги исполни преземените обврски од францускиот предлог. Обвинителството бара повисока казна за пајазити. Ќе има ли правда за семејството на Теодора, која беше прегазена на Тетовските улици? Бројот на настраданите во Кочанската трагедија се искачи на 62, откако на тешките повреди им подлегна и 24-годишно момче кое беше на лекување во Србија. Министерството за здравство информира дека согласно информации од Военно-медицинската академија во Белград, денеска предпладне за жал подлегна на повредите Стојанче Стефанов од Кочани, роден 2001 година. Моментално во странство се лекуваат 45 повредени. Во текот на денов треба да пристигне пациент од Солун, кој ќе го продолжи лекувањето на клиниката за пластична хирургија. На оваа клиника моментално се лекува една пациентка. Од Ниш пак утре треба да пристигне во државава еден пациент кој ќе го продолжи лекувањето во Стара Градска, каде што моментално двајца се лекуваат. Две лица се лекуваат во приватна болница во Скопје, а пожарот зеде 62 жртви. Близу 200 се здобија со повреди. Од самиот старт пациентот бил во критична состојба на механичка вентилација, за да по влошувањето на неговата состојба 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Уште од самиот старт пациентите кои што покажа одредени параметри кои што ги задоволуваат критериумите за поставување на пациентот на механичка вентилација, веднаш ги поставивме тие што беа. Кај тие кои што направивме екстра испитувања од типот на проверка на горните дишни патишта во соработка со колегите од душната клиника, таму каде што сметавме дека ќе има влошување, затоа што во првите сати нема таков оток на дишните патишта. Тоа влошување настапува покасно. Во странство се 45 моментално,
Денеска доаѓа во секој момент треба да пристигне од Солун еден пациент и ќе биде сместен во клиниката за пластична хирургија. Но оваа клиника исто така болнички се лекува и една пациентка и неколку идат на Преварски. Утре се очекува да дојде уште еден пациент од Ниш и ќе биде сместен во Староградска болница. Во Староградска се лекуваат 20 пациенти, но тие ќе бидат пуштени за викенд и повторно ќе бидат вратени во Систина 20. Поранешниот градоначалник на Кочани Папазов оди во куќен, а поранешниот министер за економија Бектеши останува во ефективен притвор. Новите 30 дена Бектеши ги доби по барање на обвинителството, кое смета дека има опасност тој да влијае врз сведоци поврзани со трагедијата во Кочани. Во меѓувреме полицајецот кој беше во бегство, а е под истрага за трагедијата во Кочани, сам се пријави во полициска станица. Ивана Стојановска. 7 осомничени за пожарот во Кочани од ефективен одат во куќен притвор, информира од Кривичниот суд во Кочани. Меѓу нив, според информациите, се и екс-градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов и поранешниот директор на ДПИ Горан Трајковски, како и еден член од обезбедувањето во дискотеката Пулс. 21 лице од осомничените пак остануваат во притвор. Меѓу нив нов 30-дневен притвор одреден му е и на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, поради опасност од бегство и можно влијание врз сведоци. Информацијата за Канал 5 ја потврди неговиот адвокат Еленко Миланов, кој најави дека ќе поднесе жалба на одлуката на Кочанскиот суд и ќе бара поблага казна за Бектеши. На одлуката реагираа од ДУИ, откаде сметаат дека нивниот сопартиец бил цел на политичка одмазда и јавно прашаа дали еден од обвинителите се повлекол од истрагата поради политички притисок и несогласување со правната квалификација. Но од обвинителството демантираат и велат дека обвинителскиот тим постапува целосно синхронизирано и непрекинато презема действија. Во ефективен притвор останува и министерот без ресор Шабан Салиу, за кого е најавено и разрешување од функцијата. Според неговиот адвокат, одлуката на судот е дискутабилна. Ние понудивме и пасошите како гаранција, меѓутоа судот не ги прифати. И е малку дискутабилно и чудно што од актуелните функционери пред 10 години што биле, единствено ефективна мерка е определена спрема сегашниот министер, додека за другите поранешни функционери има куќен притвор и други алтернативни мерки. Нови реакции за истрагата упатија и од СДСМ и натаму тврдат дека истражната постапка се одвива селективно и прашуваат зошто и понатаму се штителе актуелни полициски функционери. До овој момент се води истрага, замислете, против дури 59 лица, од кои само 20 се актуелни функционери, а само еден е началник кој бил во оставка. Кај сите осомничени се водат постапки за периодот од 2012 до 2022 година. Но што е со одговорноста на тие што на денот на пожарот 16 март 2025 година биле на високи полициски функции, но и во други институции? Во меѓувреме, утрово во обвинителството самиот се пријавил и осомничениот полицаец по кој се трагаше, а кој е меѓу 10-мината полициски службеници кои од завчера се опфатени со истрагата за пожарот во Кочани. На сите им се изречени мерки за предпазливост. Тетовското обвинителство бара повисока казна за обвинетиот Менсур Пајазити, кој е осуден на 2 години затвор за сообраќајната несреќа во која смртно ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска. Токму оваа пресуда беше повод за голем број реакции во општеството и беше посочувана за пример како не треба да изгледа правдата во земјава. Михајло Видимлиски. Тетовското обвинителство ја обжали пресудата со која судијата Елмедин Ферат го осуди на 2 години затвор Менсур Пајазити за сообраќајната несреќа во која смртно ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска. Жалбата доаѓа и покрај тоа што судскиот совет не најде ништо спорно во пресудата и висината на казната и образложи дека судијата Ферат не можел да досуди повисока казна од онаа што ја утврдила апелација во првата постапка, а потоа до врховен жалба поднел само обвинетиот. Но според обвинителството висината на казната е преблага во однос на тешките последици. Основното јавно обвинителство Тетово го имаше предвид мислењето на судскиот совет изнесено во однос на овој предмет, пред тој да биде правосилно завршен. Меѓутоа, со оглед на тоа што јавното обвинителство во претходната постапка за овој настан во ниту еден момент не се согласило со 2-годишна затворска казна, надлежниот јавен обвинител смета дека сепак има простор за корекција на санкцијата. Менсур Пајазити првично беше осуден на 3,5
години затвор, но по негова жалба гостиварска апелација оваа казна ја намали на 2 години затвор. На одлуката му предходила јавна седница на која вишата обвинителка Вјолца Елмази го преиначила предходниот писмен став на обвинителството да се отфрли жалбата и побарала казната да му биде намалена, бидејќи сметала дека не биле земени предвид олеснителните околности. Но и на оваа казна Пајазити се жалел пред Врховен кој преметот го вратил на повторно судење, на кое призна вина пошто судијата Ферати му одреди казна од 2 години затвор, идентична со таа на апелација од предходно. Ова предизвика револт кај семејството на Теодора, но и негативни реакции во јавност. Од обвинителството вела дека и општиот јавен интерес, предизвикан од зачестеноста на вакви кривични дела како појава, укажува на потребата од јакнење на казнената политика како превентивен механизам. Сега повторно конечната одлука е оставена на Гостиварскиот апелационен суд. СДСМ со години ја туркаше тезата дека ако Македонија ги внесе бугарите во уставот, тоа ќе биде единственото барање од Бугарија. А тоа тврдење се ги испука како меур од сапуница, обвинија денеска од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН предупредуваше на наивноста и лековерноста на СДС, но и нивната криминогена матрица да прифатат се само за ден повеќе власт. За сега, 2 години потоа, бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев да упати официјална порака дека уставните измени не се последно барање и со тоа да потврди дека СДС ја внесе државата во ќорсокак. Сега е повеќе од јасно за секој еден човек во Македонија дека СДС ниту знаеле што прават, ниту имале план. Ден за ден политика базирана на целта да се остане ден повеќе на власт. Владината делегација, предводена од премиерот Мицкоски, денеска ја продолжи посетата на Обединетите Арапски Емирати. Во објава на социјалните мрежи, Мицкоски информираше дека во Дубај остварил повеќе средби, меѓу кои со Мохамед Алабар, основач и управен директор на Eagle Hills, приватна компанија за инвестирање и развој на недвижности. Со Мохамед Хасан Ал Суваиди, директор на Абу Даби, развојна холдинг компанија која е главен глобален инвеститор, како и со Мохамед Јамеел Ал Рамахи, извршен директор на Masdar Energy Investment Company, еден од најголемите светски инвеститори во обновлива енергија и двигатели на енергетската транзиција. Со сите овие компании разговарав за проекти, можности и планови за инвестирање во Македонија, која како држава доцни во лобирањето да се најдеме на инвестициската мапа на овие светски економски гиганти. Даваме се за да обезбедиме иднина и просперитет за нашите граѓани, стои во објавата на премиерот Мицкоски. За христијанските верници денеска е Велики четврток, четвртиот ден од страдалната седмица пред Великден. На овој ден се бојадисуваат великденските јајца. Првото треба да е црвено, а се смета дека бојата ја символизира Христовата крв. По повод празникот, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан утринава богослужеше литургија. Јорданчо Цветановски. Почнуваат великденските празнувања. Денеска е Велики четврток, четвртиот ден од страдалната недела. Утринава во црквата Свети Димитрий се одржа литургија. Според обичаите, на овој ден се бојадисуваат великденските јајца. Првото треба да биде црвено, што според христијанството ја символизира Христовата крв. Се верува дека првото великденско јајце има голема моќ. Според традицијата, тоа се остава да го грее сонцето и треба да се чува до следниот Великден обично покрај икона. Граѓаните кои ги снимивме велат дека ја испочитувале оваа убава традиција, со порака дека овие денови им се посветени на домот и семејството. Оца бајле уште пред изгреј сонце. Да. Значи традицијата се почитува? Обавезно. Уши од 4 сато се станува и се фарбат јајцата. И така. И испочитувате ли така? Да. Како не? Тоа од време се е така. Уши кога била мајка ми стара, ја детенце, па сум трчала за Великден обавезно јајце да има црвено. А сега ги фарбат и шарени секакви. А најпрактично е црвено јајце за Великден. Тоа жените работат. Испочитува ли вашата жена традиција? Да. Испочитува. На денешниот ден според Евангелието по Јован,
Исус Христос им ги измил нозете на апостолите на тајната вечера и им покажал пример на смирение и понизност, како и пример на љубов и жртва преку служење еден на друг. Според свештениците, во ваквите денови љубовта треба да царува во сечиј дом. Господ преку сите овие настани како да ни покажал ни сите своји пороки што треба да направиме. Љубовта треба да царува, љубовта се помалку има. Не само во христијанството, и насекаде во светот, тоа е се повеќе поприметливо. Опростувањето исто така, некако тешко ни доаѓа се тоа да го направиме, но и она да си застанеме еден за друг, тоа е многу битно. Затоа што помошта денеска ке луѓето гледам дека е многу потребна. На Велики четврток нема веселби, но има собири на верниците. Во некои краишта, освен што се вапсаат великденски јајца, се месат и посебни сладки. А во пресред на великденските празници, граѓаните се жалат на поскапување на јајцата, јагнешкото месо и зеленчукот. Велат дека и покрај покачувањето на цените на пазарите, сепак ќе ја испочитуваат традицијата и секој според своите можности ќе направи великденска трапеза. Маја Стајановска. Дали граѓаните годинава ќе имаат великденска трпеза со солени цени? Канал 5 направи обиколка низ маркетите и пазарите, каде може да се забележи дека цените варираат. Па така, табла јајца низ маркетите може да се најде и по цена од 170 до 200 денари, но на пазарите истата чини од 280 па се до 320 денари. Килограм краставици се движат од 100 до 140 денари, а со слична цена се и доматите. Зад камерите, пазарџиите велат дека во пресрет на празниците цените ги намалиле за 20 до 30 денари по килограм, но граѓаните со поинакви мислења се жалат на повисоки цени од 20 до 50 денари на сите неопходни производи за великденската трпеза, не само во пресрет на празникот, туку и неколку недели претходно. Граѓаните се жалат на високи цени на зеленчукот, но и на јагнешкото месо, кое во месарите достигнува цени и до 650 денари за килограм. Покачени се. И јајцата, и месото, се е покачено. Има покачување и на јагнешкото, и на салатите, и на патлиџаните, и на комперите, 80 до 100 динара, не се 100, 10-120 добри компери. Покачени за 20 денари. Еве, салата земав, 120, 140, како не е покачено? Зеленчукот, ужасно. Патлиџан 200 денара, 180 денара, салати, кромни. Другите цени не ги следам, ама зеленчукот е ужасен. Цените за нашиот стандард се неподносливи и зеленчукот и основните продукти се неиздржливи, али мора да бидеме на диета, да не јадеме многу и да ослабиме. Ова е добра прилика. Сепак граѓаните сметаат дека традицијата мора да се испочитува. Можеби ќе биде попразна од лани, но велат секој со своите можности ќе ја наполни трпезата. Традиционално секој ќе иста без разлика на цената. Цената влијае, меѓутоа традицијата останува да се завршава. Ако се јадело речимо 2 килограми јагнешко, сега ќе се јаде помалце. Никогаш не може да биде трпезата од прошлост подобра. Па малку ќе се скрати. Да. Све зависи од буџетот, од примањата на луѓето, а ние знаеме стандардот на народот каков е. А по засилени инспекцијски контроли во пресрет на празникот, Агенцијата за храна и ветеринарство уништи 1230 килограми различни производи, како месо, јајца, бои за јајца, мед, ракија, маслиново масло и други производи, а инспекторите изрекоа казни во висина од над 3000 евра. Од АХВ велат засилените инспекцијски надзори ќе продолжат и во наредниот период и апелираат граѓаните да ги пријавуваат сите неправилности. Трговците бараат одложување на обврската која што им ја даде владата. Цените на производите да ги објавуваат на интернет. Целосно иземање од ова обврска бараат од Сдруженијето на приватните аптеки. Бараат состанок со надлежните за да ги образложат нивните ставови. Сандра Спасовска. Иако измените на Законот за заштита на потрошувачи беа донесени пред повеќе од еден месец, според кои цените на производите треба да се истакнуваат јавно, трговците на ден пред да почне примената на новиот правилник бараат продолжување на рокот, а аптеките пак целосно иземање од правилникот. Од Стопанската комора на трговци на големо и мало велат станува збор за комплексна и обемна материја и затоа е потребно време на прилагодување.
Пред се според нив ова се однесува на малите трговци кои велат се уште се во процес на адаптација, како од технички така и од финансиски и кадровски аспект. На оваа тема ќе разговараат и со министерот за економија на состанокот, кој според најавите треба да се одржи следната недела. Сметаме дека продолжувањето на рокот ќе представува поддршка кон сите засегнати субјекти, но највеќе на оние кои им е најпотребно, а тоа се малите стопанственици и ќе придонесе кон инклузивен пристап во спроведувањето на политиките за дигитализација, со што ќе се овозможи посеопфатна и правична распоредена транзиција, се вели во соопштението на Стопанската комора на трговци. Од Сдруженијето на приватни аптеки велат приговори до владата и Министерството за економија испратиле уште на 11 април, затоа што аптеките не биле подготвени за новите законски измени и очекуваат надлежните да имаат слух за нивното барање. Нас фокусот не е на трошоците колку што е на немањето кадар за давање на здравствена услуга. Значи сите ние се соочуваме со намален број на фармацевти. На некој начин квалитетот на услуга ќе се намали токму заради тоа што ќе немаме доволно време фармацевтите да одвојат за фармацевската грижа и издавањето на лекови. Приговорот на аптеките стигнал на адреса на владата. Оттаму велат ќе го разгледаат, но законите мора да се почитуваат. Во однос на обврската која произлегува од законот, како влада можеме да кажеме дека истата очекуваме да биде почитувана од сите кои ги опфаќа законот. Владата останува посветена на водење диалог и изнаоѓање на најдобри решенија, велат од владата. Почнувајќи од утре, согласно измените во законот за потрошувачи, сите маркети, аптеки, бутици, продавници за бела техника и играчки на своите веб страни мора да ги истакнат сите производи што ги нудат во своите продажни места со цени. Ослободени од оваа обврска се само трговците кои имаат до 10 вработени, а оние кои нема да го почитуваат законот, предвидени се казни до 10.000 евра. Во продолжение, уште едно издание на Самовистина, баш домаќин вечерва Јана Јосиповска. Пријатна вечер.